Почитувани, излегува на виделина јасни докази за скандалозната сделка за паркингот на Клинички центар. Ова се документите од огласот за тендерот кој што го објавил Министерството за здравство. Се потврдува дека Министерството за здравство и министерот Арбен Таравари уште од самиот почеток за оваа сделка за Ѓока Construction се откажале од 99% од приходите и ги оставиле на приватна компанија. Значи, за приватна компанија 99% од приходите, а за државата само мизерен 1%. Или во бројки, за годишен приход од 3,5 милиони евра од паркингот на Клинички центар, за државата би биле само 35.000 евра, а за приватната компанија фантастични 3.465.000 евра. Затоа овој скандал е огромен, затоа овој скандал е голем. Документите кои ги криеше Таравари го потврдуваат она во што се сомневаше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Самото Министерство за здравство поставило услов концесионерот да плаќа само 1% од приходите на државата. Таравари и Мицковски свесно решиле паркингот да го предадат на приватна фирма, оставајќи ја државата без приход, додека пациентите ќе плаќаат речици двојно поскапо паркирање. Ова е јасен доказ дека целата постапка е сомнителна и дека некој од власта дебело профитира од оваа сделка на грбот на граѓаните. Но тоа не е се. Од документите во огласот се гледа дека еден од условите за учество на тендерот бил компанијата да има изградено мостови. Каква врска има изградба на мостови со поставување на монтажни гаражи во Клинички центар? Ова е основен сомнеж дека тендерот бил специјално скроен за Ѓока Construction, компанија што го има изградено мостот Ваша во Албанија. Со овој сомнителен услов, владата оневозможила реална конкуренција на други компании и обезбедила однапред познат победник. Сега, откако се фатени живи и скандалот изби во јавноста, од владата најавуваат дека немало да го потпишат овој договор. Не е доволно сега само да не се потпише договорот. Мора да има истрага за корупција и да има одговорност. Мора да постапат ДКСК и јавното обвинителство. Ова е скандал без преседан. Вакво распродавање на државниот имот на штета на граѓаните и пострашно на пациентите не е запаметено во нашата историја. Благодарам.